Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Благодарност му припаѓа на Аллах субханаху ва таала, нека салават и селам врз Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Почитувани верници и вернички, се наоѓаме во месецот на Рамазан, месец на Аллаховата милост, месец на прочистување на духовноста. Затоа во ова прва половина Аллах субханаху ва таала ја спушта својата милост врз своите верници. Па да погледнеме во Аллаховите креации. Аллах субханаху ва таала го создадел универзумот. Во тој универзум ја создадел оваа планета Земја. А во оваа планета го ставил и човекот. А во човекот ставил и едно парче месо кое што се нарекува срце. Па да се запрашаме за кого очукува нашето срце. Аллах субханаху ва таала е креатор на се ова кое што постои. И Аллах субханаху ва таала е креатор на нашите тела. Па да Аллах субханаху ва таала најдобро го познава на човека. И Аллах азza ва џел во Куранил Керим вика: и човекот е слабо битие. А пратеникот салаллаху алейхи ва саллем рекол во хадис: секој Адемов син или секој човек е грешно битие и многу греши. А најдобри се оние кои што ќе погрешат, а потоа ќе побараат опрост кај Аллах субханаху ва таала. Алимите ни кажале неколку знаци за да препознаеме кога теубето ни е прифатено. Па рекле, кога човекот ќе побара опрост кај Аллах субханаху ва таала и кога нема да го повтори гревот, тогаш Аллах субханаху ва таала му го опростил гревот. Се наоѓаме во првата половина на месецот Рамазан, па Аллах субханаху ва таала на своите верници во курански ајет им вика: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кул ја ибадија аллазина асрафу ала анфусихим ла тaqнату мин рахматиллах. Инна Аллаха јагфиру ذунуба џамиа. О робови мои, кои сте се огрешиле спрема самите себе си, не губете надеж во Аллаховата милост. Аллах ќе ви ги опрости сите ваши гревови. Субханаллах, само колку човекот е слаб и грешен, во секој еден момент си дозволува самиот да направи престапка или дело со кое што Аллах не е задоволен. Но повторно Господарот на световите ја отвора својата милост и му кажува на робот свој: о робе мој, јас ке ти опростам, па побарај опрост. Аллах субханаху ва таала сака да ни опрости. А дали ние сакаме да бараме опрост, покаяние кај Аллах субханаху ва таала? Да погледнеме колкава е Аллаховата милост. Пратеникот салаллаху алейхи ва саллем во хадис рекол: Аллаховата милост е 100 степени. 99 степени или 99 Аллахови милости се зачувани за другиот свет ахирет. А само една Аллахова милост Аллах ја спуштил на оваа земја на дуњалукот. Па со таа милост мајката има милост и грижа во своето дете. Со таа милост дури и животното ја крева својата нога да не го повреди своето новороденче, младенче. Пратеникот салаллаху алейхи ва саллем во една прилика со своите асхаби патувал. Па ја затекнале една мајка која што била во голем жал. Па тогаш пратеникот салаллаху алейхи ва саллем се свртел кон своите асхаби со солзи во своите очи, а и асхабите започнале да плачат. Им рекол: оваа мајка го бара своето дете кое што е изгубено. А што мислите дали оваа мајка може да го фрли своето дете во оган? Асхабите рекле: ја Расулаллах, сега го дека не може. Па тогаш рекол: и Аллах субханаху ва таала не може да го фрли својот роб во џехеннем. Славен нека е Аллах, кој што на оваа земја не создаде, кој што со негов изин живееме на оваа земја како муслимани. А Аллах субханаху ва таала со тоа и сака да ни олесни и да не стави во џеннетул фирдеус. Се наоѓаме во месецот на Рамазан, месец за кој што пратеникот салаллаху алейхи ва саллем рекол: Аллах субханаху ва таала во месецот на Рамазан ги отвора џеннетските врати, а ги затвора џехенемските врати. И шејтаните се заковани. Со ова Аллах, пратеникот салаллаху алейхи ва саллем директно сака да ни укаже дека Аллах ви ги отвора сите можности за да ве стави во џеннет. А дали ние го посакуваме џеннетот? И дали се спремаме и дали се подготвуваме за џеннетот?
Аллаховата милост кон нас е поголема дури од милоста од нашата мајка кон нас. Да ги размислиме добро овие зборови. Погледнете го примерот на еден човек кој што ги направил сите гревови на оваа земја. Па пред смртта тие гревови му натежнале на неговите плеќи. И ги повикал своите синови и им рекол: "О, синови мои, кога јас ќе преселам на Ахирет, тогаш запалете го моето тело, како јас ќе излезам пред Господарот на световите со моите гревови." И синовите го послушале. По неговата смрт го запалиле неговото тело. Тогаш еден дел од пепелта го фрлиле во море, другиот дел на пепелта го фрлиле во земја, како што била и наредбата на нивниот татко. А Аллах субханаху ва таала вика пратеникот салаллаху алейхи ва селем повторно му нареди на морето, повторно му нареди и на земјата, да ја собере пепелта и да го врати на човека во првобитната состојба. И ќе го запраша Аллах субханаху ва таала на тој човек: "О, робе мој, што те натера да им наредиш на твоите синови да го запалат твоето тело?" Па тој човек ќе рече: "О, Господаре мој, ме натера стравот од тебе." Па Аллах субханаху ва таала ќе му рече на тој човек: "О, робе мој, со мојата милост ја заслужи мојата милост и сега влези во џеннет." Субханаллах, само колку е милостив Аллах субханаху ва таала. Ние слаби и грешни битија. И секој ден грешиме, а Аллах субханаху ва таала повторно ни дава уште една шанса да се покаеме и да ја заслужиме Аллаховата милост. Во овој месец Рамазан да се трудиме што повеќе да бараме истигфар, опрост кај Аллах субханаху ва таала за сопствените гревови. Бидејќи пратеникот салаллаху алейхи ва селем како безгрешно битие барал опрост кај Аллах субханаху ва таала над 70 пати. Во друга верзија на овој хадис во ист контекст се пренесува дека пратеникот салаллаху алейхи ва селем рекол: "Јас барам над 100 пати истигфар во еден ден, а бил безгрешен." А колкав треба да биде интензитетот на покаяние кај Аллах субханаху ва таала за нашите собствени гревови. Овој месец на Рамазан е месец на Аллаховата милост. Па ќе наведам неколку работи како да ја добиеме Аллаховата милост. Во месецот на Рамазан Аллах субханаху ва таала не задолжи да постиме. Па тој пост ни овозможи да го прекинеме со ифтар. Кога ќе се собереме со нашите фамилии во месецот на Рамазан, да погледнеме во нашите родители, за кои што Аллах субханаху ва таала во Кур'ан ел Керим рекол: "Кажи, Господару мој, смилувај им се, бидејќи тие ме негуваа кога бев дете." Џибрил алейхи салам во една прилика дошол кај пратеникот салаллаху алейхи ва селем и му рекол: "О Мухаммеде, кај Аллах е навистина голем презир човек кој што на оваа земја ќе ги дочека своите родители живи, но не заработи џеннет." Односно, неговите родители не се задоволни од неговите потреби или од неговиот однос кон своите родители. Втор начин како да ја добиеме Аллаховата милост е да бидеме милостиви кон своите синови и кон своите ќерки. А пратеникот салаллаху алейхи ва селем во една прилика бил запрашен од еден бедуин и го запрашал тој и рекол: "О Мухаммеде, дали ти ги бакнуваш некогаш твоите синови, твоите ќерки?" Рекол пратеникот салаллаху алейхи ва селем: "Да, секако. Јас ги бакнувам и моите синови, моите ќерки, моите внуци." Па рекол бедуинот: "Јас имам многу деца, но никогаш не сум ги бакнал моите деца." А пратеникот салаллаху алейхи ва селем рекол: "Кој не е милостив кон луѓето, и Аллах не е милостив кон него." Односно, пратеникот салаллаху алейхи ва селем го укорил во овој момент дали Аллах ти ја одзеде милоста од твоето срце. Аллах е милостив и Аллах ја сака милоста. А Аллах субханаху ва таала рекол: "Рахмети васиат кулле шеј." Аллаховата милост опфаќа се. И се на оваа земја се случува со Аллаховата милост. Да дознаеме уште повеќе колкава е Аллаховата милост. Аллах субханаху ва таала вика: "Инна рахмети сабақат гадаби." Аллаховата милост ја надмина на Аллаховата лутина. Аллах сака повеќе да ни опрости отколку да не казни. Па затоа го молиме на Аллах субханаху ва таала да овој месец Рамазан биде причина
да Аллах Азza wa Jal ја спушти неговата милост кон нашите греови и ни опрости. И со неговата милост, иншалlah, да заработиме Дженнетул Фирдеус. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.